Судот потврди прекината е постапката за случајот Пучот, како специјалното јавно обвинителство го повлече обвиненијето. Остануваат 9 ТНС-о: Таргет, Титаник, Тортура, ТНТ, Транспортер, Тврдина, Трезор, Топлик и Тендери. Ке успее ли специјалното обвинителство да одговори на задачата што ја има? Како ќе се толкува рокот од 18 месеци и по која мерка и пресметка? Може ли и по мандатот на Катица Јанева делата за корупција да ги преземе редовното обвинителство? Добро вечер, јас сум Боби Христов. Со овие дилеми во вечерашната топ тема на ваша страна почнуваме веднаш. А ќе го коментираме и денешните случувања во судот по повод случајот Подкуп. Следете. Само формални 8 дена жалба до апелацијскиот суд остануваат, откако судот го ја испиша одлуката, а специјалното јавно обвинителство и останатите странки веќе ја добија дека е прекинат процесот за случајот Пуч. Во меѓувреме денеска продолжи и судењето за случајот Подкуп, во кој прво обвинет е лидерот на опозицијскиот СДСМ Зоран Заев. За сите дилеми спомнати претходно во најавата, но и за случувањата денеска во судот поврзани со случајот Подкуп, вечерва разговараме со моите гости: Оливер Вуксановиќ, адвокат. Добро вечер и добре дојдовте. Звонко Давидовиќ, адвокат. Добро вечер и добре дојдовте. И Златко Јакимовски, магистрант по кривично процесно право. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Дилемите околу специјалното јавно обвинителство и сето тоа што произлезе по прекинување, по повлекувањето на обвиненијето ќе ги оставиме за малку подоцна. Оно што е впечатливо е тоа што се случуваше денеска. Ако таа неколку часовна рашомонијада во судницата се обидеме да ја сведеме на неколку реченици, е следното: во судот влегува обвинител за кој што одбраната констатира дека му е истечен мандатот како обвинител во обвинителството за организиран криминал. Доаѓа неговиот ВД шеф, вели: јас продолжувам понатаму, одбраната го оспорува и него, и сега треба шефот да си решава сам за себе дали треба да се изземе или не треба да се изземе. И сега вие адвокатите веројатно ги користите сите можности за одложување на процесите некогаш во интерес на странката, некогаш од разни причини. Меѓутоа, да го тргнеме тоа настрана, што говори ова за судско-обвинителскиот систем? Вака, јас не би се согласил дека ние адвокатите користиме сите можни средства за одлагање. И што ви ги дозволува закон? Вака, јас тоа поинаку би го нарекол. Може би тоа некогаш така изгледа ако се гледа од страна. Сепак мислам дека е во прашање запазување, комплетно запазување на правата на обвинетиот, на човечките права и слободи, неговото право на одбрана и она што законот го предвидува. Ако премолчиме ние во судница дека некој обвинител нема право да го застапува обвинението или дека постои сомневање во објективноста на судијата, а премолчиме, ние нашата работа не сме завршиле. Затоа не се согласувам со ова, може би тоа од страна така изгледа, но не е така, верувајте ми. Најголемиот број на колегите на вистина честно постапува комплетно, дословце почитувајќи го законот. Не, намерно го поставив тоа, бидејќи првите коментари денеска се Еве Заев се обидува уште еднаш да го одложи судењето. Не го зборувам ја ова за Заев. Заев е странка обвинет во постапката, зборувам за моите колеги кои се таму присутни. Што денес покажа она што се случуваше во судница? Она што многу пати сме го констатирали до сега, дека судството е доведено во една ситуација каде што е на дното,
каде што не постапува согласно законот, често пати, и каде што имаме двојни аршини и двојна правда, зависно од обвинителството кое се појавува. Денес тоа исто беше на сцена. Многу ретко се случува нешто вакво, ако не е обвинет висока политичка личност, па да има симпатија од една или од друга страна. Судиката неколку пати даде пауза да се консултира со кого. Судот носи решение и одлуки на лице место веднаш, го толкува законот и неговото е конечно. Имате право на жалба за определени работи. А денеска излезе обратно толкувањето на судиката беше за 2 часа ќе реши обвинителството, а самиот обвинител излезе со спротивен став дека тоа е невозможно. Тоа покажува колку судиката беше на висина на задачата, као и многу пати до сега оваа судика ја судеше и предметот ликвидација, каде што беа наши колеги во прашање, каде што беше Томче Кежаровски. Така да незината улога е очигледна и јасна. Во конкретниот случај не беше се ова коректно. Да го сведеме она како што рековте на неколку реченици. Одбраната има право да бара и да се сомнева во објективноста на обвинителот или во другите причини да ги изнесе кои не му дозволуваат на обвинителот да постапува. Повисокиот обвинител, ако шефот не е во состојба како што испадна дека Златко Биковски е веде шеф на оделението за организиран криминал во обвинителството, повисокиот поран ќе реши. И тоа не е спорно одбраната да го побара. Да, ама сега излезе дека ќе решила Биковски. Ќе го разговараме и тоа прашање. Тоа ќе видиме кој ќе го реши. Вуксановиќ, се случува минатиот пат Милошевски да се бара изземање за обвинителот Милошевски по друг основ, бидејќи дозволил протекување на оние ПИМ мерките. Тоа е настрана. Како во меѓувреме никој во обвинителството не го увидел фактот дека неговиот мандат истече. Тој денеска влегува во судот, па имаме ситуација, влегува неговиот шеф, вели добро, седете вие колега, јас ќе продолжам. Како никој во обвинителството е прашање за обвинителството. Оливер Вуксановиќ е адвокат, спротивна страна на обвинителството. А иначе, дека има можност да одбраната предложи на судот дека законитоста на обвинителот кој постапува по предметот е доведена во прашање, затоа што одбраната има само можност да го извести судот. Судот за тоа кој обвинител и кој е овластен тужител во постапката внимава по службена должност. Малце политиката влезена во сите пори на општеството, па и во правото и во судството. Не е малце поише. Чекайте, по службена должност, што значи тоа сега денеска? Кој требал да внимава дека на Милошевски му е... Денеска се направени процесни действија кои согласно законот се дозволени на сите страни. Одбраната имала право да се сомнева во легитимноста на обвинителот кој постапува по предметот. Таквото нешто е предочено до судот. Судот донел решение со кое постапката се одложува, а е оставено на републичкиот јавен обвинител како непосредно повисок обвинител од Златко Биковски во моментот да решава за неговото изземање согласно законот. И тука нема ништо спорно освен медиумската преекспонираност заради Чекате, има еден детаљ во кој што обвинителството за организиран криминал излезе односно обвинителот Биковски на самото судење излезе со изјава дека не повисокиот орган, туку тој ќе одлучи, бидејќи се работи за него, кој обвинител во негово име ќе одлучи за негово изземање. Колегата Биковски го почитувам, но негова изјава и негово мислење не би коментирал. Не, јас ве прашувам колку е тоа согласно законот или не. Постои законот за кривична постапка, постои закон за јавно обвинителство, каде што се децидно наведени дека повисокиот, непосредно повисокиот обвинител одлучува при барање за изземање на обвинителот. Да го преведеме тоа, значи републичкиот. Републичкиот е непосредно повисок обвинител од јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција. И нема ништо спорно. Ништо.
Но останува изјавата на Биковски дека Не, тоа е дека Оно што ви каже колегата, и изјавите не можеме да ги толкуваме, постои закон и на крај ќе ја видите одлуката кој ќе ја донесе. Без оглед кој што кажал денес. Законот мора да се испочитува и ќе надлежниот обвинител ќе ја донесе одлуката. По одлуката ќе видите кој е надлежен обвинител. Па добро, имаше и закон. Јас ве прашувам за сите дилеми, бидејќи ние имавме и закон и се уште имаме закон кој што вели дека никој не може да ја спори надлежноста на СЕО за преземање на предметите, па на крајот тие предмети завршија кај специјалното јавно обвинителство, кај Советот на обвинители се извинува. Јакимовски, магистрант по кривично процесно право, колку е сето ова интересно како студија на случај? Па како студија на случај не е нешто нарочито интересно, бидејќи ситуацијата е јасна. У теоријата тоа се има два вида на причини за изземање на судијата. Ако се апсолутни причини за изземање на судијата, тогаш самиот може да се определи заменик, меѓутоа тука се работи за релативни причини за изземање на судијата кои по пат на поднесено барање од страна од одбраната, на обвинителот. И за тоа решава непосредно повисокиот јавен обвинител, тоа е републичкиот јавен обвинител и единствено тој може да донесе решение со кое што ќе каже кој обвинител треба да решава понатаму во тој предмет. Значи тотално е ирелевантно дали се работи за Зоран Заев или за некое друго лице, тој има кривично правен статус на обвинет во постапката и секој има природно право да бара да биде гонет од страна на независен и непристрасен јавен обвинител. И тука нема што да се толкува, тоа одребата е многу јасна. Колку меѓутоа досега еднаш, например, барањето за Милошевски беше одбиено и тоа од неговиот надреден, беше од Виковски одбиено за изземање. При тоа имаме за Милошевски, извини Боби те прекинав. За Милошевски, за Владимир, кога се во ноември месец кога се побара прво негово изземање од целиот случај, решаваше за неговото изземање непосредно повисокиот обвинител, тој е вршителот на должност во моментот колегата Златко Биковски. Сега се бара изземање на колегата Биковски, непосредно надреден обвинител е републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски. Само да ви појаснам. Она што постојано го прашувате, а ние се смешкаме. Законот е многу едноставен и работите се многу едноставни ако го почитувате законот, го применувате и го читате дословно. 2 плюс 2 е секојаш 4. Али ако политиката малку или малку повеќе, како што би рекол колегата, се замеша, зависно од која страна гледате, 2 и 2 некој пат е 5, ако ви одговара, некој пат е 3. Онда доаѓаме во ситуација... Затоа јас ги поставам сите овие само дозволите да ви кажам, правејќи се неук, бидејќи многу пати, особено кога е во прашање СЈО, ние бевме во ситуација во која 2 беа или 5 или 3. Сега, затоа ќе имаме дебатни емисии, затоа ние ќе дебатираме и на луѓето ќе му објаснуваме и онда ќе имаме обвинителство на Марко Зврлевски, обвинителство на Катица Јанева, не луѓе. Тоа се македонски обвинителства, едното за гонење на организиран криминал и основното јавно обвинителство, а другото специјално обвинителство кое е формирано за недозволено прислушкуваните разговори и кривичните дела кои произлегуваат од нив. И тоа се македонски обвинителства. Препорачувам, за да немаме недоумица па 2 плюс 2 да биде 5 и 3. Политиката да си ја тргне рацете од судството и да дозволи на професионалците да го вратат судството на своји патеки и да прекинат да си го толкуваат онака како што сакаат. Не може еден Антонио Милошевски или било кој друг портпарол на било која друга партија да толкува закон и судски одлуки и одлуки на обвинителството. Што сакам да ви кажам? Ако денес се дигна овие денови бука зошто е повлечено обвинението за пуч. Ајде да се вратиме назад, па не беше покренато ни за Народна банка за Груевски. Па што? Обвинителот има право да реши дали ќе гони или нема да гони врз основа на закон, почитувајќи го и ценејќи дали има дела, докази доволно или нема. Ниеден обвинител не сака да излезе, условно кажано, во судница и да се изрезили со докази и да изгуби предмет, каде што бил убеден дека ќе добие, а доказите се никакви. Ако едно обвинителство ви вика, луѓе, доказите кои ги има во овој предмет, по ова обвинение се спротивни на моите докази кои јас лично сум ги обезбедил во други 2 предмети, треба да му веруваме. Ако обвинителот каже,
луѓе, ние немаме доволно докази да покренеме обвинение за Македонска банка, ние повторно треба да му веруваме. Но дајте да ги тргнеме политичарите и да прекинеме 2 плюс 2 да ни е 3 или 5. Една работа, Боби. Многу е тешко да се биде правник, ова сум го рекол милион пати. Кога многу правници, наместо се занимаваат со право, се занимаваат со политика. Правото е нешто што е, да, произлегува од политиката, но треба да биде одвоено максимално. Имајќи предвид дека законот за специјалното обвинителство, да биде појасно за граѓаните, за обвинителството кое треба да ги гони сторителите на кривични дела кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации или кои би произлегле од истите. Е со такви шуплини, такви недоречености, да сега се поставува основното прашање на денешнава тема. Единствено, негде кај што се спомнува евентуална надлежност, што после е членот 5 став 5 од тој закон, каде што вика дека при евентуално пронаоѓање на докази за кривични дела кои не се во надлежност на специјалното обвинителство, да специјалното обвинителство треба да ги отстапи на надлежниот обвинител кој ќе го продолжи гонењето во некоја редовна постапка. Но законот не предвидува што во случај на непродолжување на мандатот на... Да, тоа се се прашања кои што ќе ги разговараме едно по повлекувањето едно. На самиот старт повлекувањето. Вие повлекувањето го предвидовте во една претходна дебата овдека. Тоа беше базирано на што тоа предвидување? На база на изјавите на колешките од специјалното обвинителство дека имаат докази кои се во спротивност со доказите прибрани во предметот пуч. Што би значило тоа? Обвинителство, согласно, да не ги оптеретуваме гледачите со членови, но членот 301 и 302 од Законот за кривична постапка предвидува дека обвинителството по завршувањето на истрагата има обврска на одбраната да ги презентира како сите докази кои идат на терет на обвинетиот, со кое обвинителството ја подкрепува својата теорија на случајот за одреден кривично правен настан, така и сите докази кои му идат во прилог, што значи овде е само скратена постапката, наместо презентирање на доказите собрани во предметите тврдина или таргет, како се викаат предметите. Кај мене предметите немаат имиња, имаат странките имиња. Разбирате, така да... Кога се тврди на 1 и 2 и таргет. И седнува и вика дека доказите собрани во тие два предмета се контрадикторни и спротивни на доказите собрани во предметот пуч. Дали на тоа на некого му одговара или не му одговара, тоа е чисто познавање на правото. А доблест на колешките од специјалното обвинителство да искочат со став и да кажат, многу ретко се случува тоа. И тоа е храбро. Тоа е храбро, да каже, ние овде немаме докази за понатаму државата да го гони. Не го гони обвинителот, го гони државата, било кој сторител на кривичното дело. Тоа е доблест. Сега, што политичарите покушаат да го изманипулираат таквиот став, па на кого како му одговара така да го представат на јавноста, искрено, некои од колегите кои се патеми правници, ја се запрепастив дали сме учили исто право. Зашто? Затоа што неговото поимање на правото и моето поимање на правото се диаметрално спротивни. То би рекли у Србiji војна музика и неке други ствари. За да видиме колку се политиката беше замешана токму во случајот Пуч, каков беше почетокот, што се случуваше за време на додека предметот беше во јавното обвинителство за организиран криминал, неговото преземање, одењето низ лавиринтите на судовите. Имаме анализа на колешката Билјана Николовска, која ќе ни послужи како темел за натамошната дебата. Но да ги погледнеме фактите и аргументите. Обвинението за Пуч е повлечено. Има докази кои го побиваат, се сели во судските архиви.
Вакво соопштение СЈО испрати до јавноста пред 5 дена. Но како се започна? На 14 септември 2014 се случи тајната средба на Никола Груевски и Зоран Заев. Далеку од очите на јавноста, но пред скриената камера поставена во премиерскиот кабинет. Во таа неделна вечер се разговарало за други тајни снимки. Ти кажеш дека не си ти снимал, туку ти го даде. Странците го даде. Странците може да разни цели и мотиви. Видеото од средбата осамна на интернет 4 месеци потоа, но само 5 дена откако МВР обелодени дека го сомнечи опозицијскиот лидер за пуч. На средбите и комуникациите пријавениот на председателот на владата на Република Македонија јасно и децидно му упатил сериозни закани дека поседува докази од компромитирачки карактер за носители на високи јавни, службени и државнички функции во Република Македонија. Не една, туку 4 средби имало меѓу тогашниот премиер Никола Груевски и првиот опозиционер Зоран Заев. Ова веднаш по акцијата на полицијата го објави Груевски, ја кажа својата вистина. Заев му се заканувал со снимки набавени од странски служби. Од која земја доаѓаат не кажа, ама се пожали дека со нив го уценувал да попушти за барањето за техничка влада. Констатирав дека дел се точни, дел половично точни и дел неточни. Сепак, фактот дека дел од нив беа точни, укажуваше на сериозноста на ситуацијата. Во наредните денови и недели, тој почна и јавно да говори дека поседува таков материјал, што ја засили заканата за нас и кон нас. Обвинени од јавното обвинителство дојде празнично на 1 мај 2015-та. Прво обвинет беше екс-разузнавачот Зоран Верушевски за шпионажа, прислушкување и насилство врз државни органи. Му помагале Ѓорги Лазаревски, Звонко Костовски, вработени во УБК, сопругата Сонја Верушевска, Борис Палифров, вработен во општина Струмица и лидерот на СДСМ Зоран Заев. За сите имаше притвор освен за Заев. Костовски пак во меѓувреме со спогодба го призна делото и доби затворска казна. Ама опозицијските бомби со разговорите на високи функционери кои откриваат корупцијски скандали експлодираа. Политичката криза се заоструваше. Судењето беше закажано за во август, ама никако не можеше да започне. Заев не доаѓаше, оти не го признаваше. Ниту обвинителството, ниту судот. И наредбите на судиката Љубинка Башевска за стражарно приведување не го уплашија. Пресврт се случи на крајот на годината, кога пуч од раците на обвинителството на Марко Зврлевски отиде во раците на Катица Јанева и незиното ново формирано специјално обвинителство, надлежно токму за прислушкуваните разговори. И повторно следуваа обиди за старт на судењето. Обидите за почеток повторно беа безуспешни. Едни поротници се разболуваа, други немаа безбедносни сертификати. Овој пат обвинетите доаѓаа. Клучниот сведок Никола Груевски не беше поканет. Сведокот е единствен во овој предмет. Се вика Никола Груевски. И тој избегнува да се појави овде пред судот. Пуч ги преживеа и помилувањето на Иванов во април минатата година, ама и неговото пишманење. Тој си ги поништи одлуките кои сам си ги донесе, во кои меѓу 56 мината помилувани, осомничени, обвинети или осудени беа и они од Пуч. Стартот не ја виде светлината на денот ниту до предвремените парламентарни избори на 11 декември. Ама намерата на Јанева за повлекување на обвинението, таа самата ја загатна уште предходно во интервју. Ние имаме право да ги дополнуваме доказите со кои настапил нашиот обвинител, кој го поднел ова обвинение во Пуч минатата година, пред ние да го преземеме во наша надлежност и ние можеме да доставиме и дополнителни докази. Но не во суд, како што најави току писмено, Јанева ја извести јавноста дека Пуч засега заминува во судските архиви. Пуч ќе остане запаметен по повеќе контроверзи. Клучниот сведок никогаш не се појави на рочиште. Обвинетиот не доби можност под заклетва да каже дали постојат странските служби кои се мешаат во внатрешните работи на земјата. Во историјата се запише и како единствен случај, одложен на неопределено. Снимките, обезбедени со посебни истражни мерки, и до денес се на интернет на YouTube каналот Вистината на Виделина. Епилог нема и покрај тоа што главните актери го ветуваа спротивното. Вистината за се ќе излезе на Виделина. Вистината ќе излезе на Виделина
Пучот денеска и официјално е ставен во мирување. Специјалното обвинителство од Кривичниот суд доби решение со кое се потврдува запирање на постапката за пуч. Рокот за жалба трае 8 дена, но не се очекува некој да го искористи. Тоа беше освртот на колешката Билјана Николовска околу случувањата судско-обвинителската сага на случајот Пуч. Потврдено е денеска и специјалното јавно обвинителство и дел од странките ги добиле веќе решенијата на судот дека постапката е завршена, но таму има сепак еден формален рок во тие решенија од 8 дена право на жалба. Сега кој би се жалел? Во случај се очекува дека никој нема да се жали. Знаете како, значи јавниот обвинител секој момент може да се откаже од гонењето. Меѓутоа има различни фази на кој начин се откажува јавниот обвинител и последицата која што тоа предизвикува. Ова обвинение веќе беше стапено во правна сила, меѓутоа главната расправа не беше започната, затоа што главната расправа започнува со воведните говори на странките. Тука немаше воведни говори, воопшто не беше започната главната расправа. Што значи дека ако тука се откаже јавниот обвинител од обвинението, судот ќе донесе решение врз основа на член 352.3 од ЗКП, каде што вели дека постапката запира и затоа само ги известува, меѓутоа тука не им кажува дека имаат изрично право на посебна жалба. Што, пример, не е случај доколку се откаже во фаза на контрола на обвинението, кога тоа што се доставува. Во овие решенија што ги имаат добиено, имаат рок од право на жалба од 8 дена до апелацион. Кај жалбата за притворот за екс-директорот на петата управа, имавме тростепена постапка тоа што направија со правните поуки. Значи, во правната поука може да напише што сака, меѓутоа ЗКП тука не дозволува да има право на жалба, зашто член 352 од ЗКП не наведува изрично дека има право да се жали тука. Било кој, никој нема правен интерес тука да се жали. Ме разбирате? Па затоа прашувам зошто е таа правна поука? Нема право на жалба тука. Судот да се жали. И исто така што треба да знаат да знае јавноста дека СЈО овој предмет го презема како готов предмет со поднесено обвинение веќе. Значи, СЈО да водеше истрагата од почетокот, може немаше да има обвинение за овој предмет. Токму затоа тука се откажува СЈО од обвинението. Што значи сегова? Дали случајот Пуч е затворен за секогаш и има ли евентуално услови и под кои тој повторно би можел да биде отворен и од кој обвинителство, бидејќи сега ги имаме две? Слушајќи ги по медиумите, реакциите на колегите на професорската фела, на повеќето колеги, имаме различити ставови околу тоа. Јас сметам дека доколку обвинителството во одредена друга постапка прибере докази од кои би се утврдила поинаква фактичка состојба од таа што ја утврдило обвинителството при повлекување на обвинението, има право на повторување на постапката. Давиде? Да, се согласувам. Нормално во оној рок за застареност на кривичното горење или извршување на санкции, што не е овде случај. И јас се согласувам. Да, меѓутоа само СЈО може да повтори постапката, да бара повторена постапка. Затоа што членот 6 став 5 вели дека никој друг обвинител не може да презема действија по однос на предмет од надлежност на СЈО без овластување на специјалниот јавен обвинител. Не, тоа е дискутабилно затоа што СЈО е формирано специјално обвинителство со времен мандат од 5 години, па не би се согласил со тоа дека по истекот на тие 5 години редовното обвинителство не може да поведе постапка. Додека е законот за специјалното обвинителство, да не го цитирам целиот назив, за специјалното обвинителство на правна сила. Тогаш во тие 5 години да превземен предмет од специјалното обвинителство може да постапува само обвинител од тоа обвинителство, односно госпоѓата Јанева или некој од колегите кои се нејзини заменици. После тие 5 години? После тие 5 години во Законот за специјалното обвинителство е недефинирана правна празнина, каде што не пишува, не е наведено децидно и точно што со предметите кои се во фаза, било која фаза од постапката и на кого тие се предаваат. Сега ова е еден специфичен... И не само предметите, него и доказите. Затоа што овој временски период, ја не верувам, ако не се продолжи
мандатот на специјалното јавно обвинителство дека ќе успее да ги прегледа и записите докази. Би го одложил за подоцна тоа прашање, бидејќи на вистина дилема, имаме тука многу други подпрашања. Да се задржиме сега на фокусот повлекување на обвинението. Ние во овој случај имаме и еден осуден, кој што е во затвор. Беше вратен. Точно. По спогодба. После тоа со аболицијата излезе, откако председателот Иванов се премисли и повлече аболицијата, Звонко Костовски повторно се врати во издржување на казната. Што се случува сега? Неговата пресуда, јас се извинувам, е правосилна, извршна. Звонко Костовски е веќе на издржување на казната. До донесување на одлуката на Врховниот суд, каде што по вореден правен лек е поднесено воредно преиспитување на правосилна судска пресуда, таа пресуда е правовалидна и спроведена во правниот промет во државата. Што значи Звонко Костовски на издржување на казната. Каква одлука ќе донесе Врховниот суд, не знаеме. Тоа е одлука која треба да ја донесе Врховниот суд по поднесениот вореден правен лек. До сега нема никаква одлука и не би ја прејудицирале. Но интересно е зошто Врховниот суд се уште не ја почнал расправата по воредните правни лекови покренати од страна на специјалното јавно обвинителство. Последните информации се дека Основниот суд Скопје 1 не му го дава на специјалното јавно обвинителство записникот од спогодбата на осудени. Прочитав таа информација по некои од порталите и по медиумите. Немам потврда дали е тоа така и не можам да го коментирам. Ова пресуда дигна голема политичка фама кај нас, затоа што сите почна да говорат како едно лице веќе го призна делото, дури тоа беше кажано тука и во прилогот на ТВ Телнок, што воопшто не е така. Значи тоа беше донесена пресуда врз основа на предлог спогодба помеѓу јавниот обвинител и осомничениот во текот на истрагата. Тука вината не се признава. Македонското кривично процесно законодавство, македонскиот закон за кривична постапка не познава нешто што се нарекува признавање на вина во текот на истрага. Вината се признава само на главна расправа или во фаза на контрола на обвинение може да се признае вина како предуслов да се започне постапката за спогодување. Тоа е тоа што го спори специјалното јавно обвинителство, бидејќи тој признал вина и помагање на кривично дело без да се утврди кој е главен сторителот на кривичното дело. Воопшто не се заблага во вината. Вината е субјективен елемент, вие не можете да преговарате за вина, да се спогодувате вината или имате или ја немате вината. Може да спогодите за санкцијата, ако некој смета дека ќе помине подобро ако се спогоди во фаза на истрага во обвинителството, нека се спогоди, меѓутоа тој не признал дека е виновен за делото. Не е така, колега. Како не е така? Не е. Имате контрааргумент? Да. Само секунда. Тоа што во Македонија се бара некој на записник прво во истрага да признае вина, па после да случи спогодба е една работа. А друга работа е каков е институтот донесување спогодба, пресуда врз основа на предлог спогодба. Во зависност од фазата на постапката кога обвинетиот ќе сака да се спогоди со обвинителството, тоа го кажав пред малку. Услов е да го признае кривичното дело кое му се става на товар. Ако е поднесено обвинение, во фаза на истрага вина не може да признае. Во фаза на истрага не е поднесен, не е признаена вината, него е признаена вината пред судија на претходна постапка по негова согласност. Точно е дека има различити ставови околу тоа дали можел и кога требал да ја признае, но за тоа ќе се произнесе Врховниот суд. Имаме една работа. Пресудата донесена за Звонко Костовски е донесена заради признавање на вината и со тоа му е одмерена помала казна согласно оној тогаш сега законот. Фамозниот правилник за висината и одмерување на кривичната санкција. Сега е тоа правилникот е преточен во закон. Околу тој правилник сме дебатирале многу пати. Сме ги изнеле нашите ставови дека ни еден адвокат не се согласува со правилникот за одмерување на видот и висината на казната. Заради избегнување, односно занемарување на институтот слободно судиско уверување при одмерување на
казната. Заради спротивно на законот за на кривичниот закони, каде што во одредени членови се точно наведени кои работи судот треба да ги земе како отежителни, а кои како олеснителни околности. И не се сведува човечка судбина на табела А пута Б еднакво С и Питагорини теореми, со цртање по табели. Но, каде е индивидуализацијата на кривичното дело? Точно е дека сме биле сите во одреден временски период, поготово адвокатската фела, каде што успеавме да извлечеме помали казни од оние што се предвидени во законот, согласно законското ублажување. Имаме проблематичен систем. Законот вика дека во членот 40-41, ако е можноста за законско ублажување на казната, кое не содействува со законот за одмерување на видот и висината на казната. Ма деновиве повторно може да се прочита оние дилеми меѓу вас правниците, адвокатите, а една од нив е тоа, он признава дело помагање, а немало помага. Тоа се и дел од аргументите на СЈО. Вака, да го заборавиме ова теоретизирање што признал и дали признал. Околу едно ќе се сложиме сите. И едните кои имаат вакво мислење и другите. Не сме утврдиле фактичката состојба. Ниеден доказ не е изведен кој ќе потврди дека она што он го тврди и вика јас сум виновен, јас сум го сторил тоа и тоа, ниеден доказ не е изведен да потврди неговата приказна. Ама ниеден. Ако е тоа така, а е така, во спогодбата ви дозволува во ваков систем на вредности и суд од невредности да се сомневате во целта на таквата спогодба и начинот на кој е постигната. Со прости зборови, ако во еден високо котиран политички предмет имате признание на еден единствен и цело обвинителство базира целиот предмет на тоа признание, а не на доказите, е во најмала рака сомнително. Затоа политиката треба ги тргне рацете, луѓе. Се работи за човечки судбини. Вие сте слушнале за Владимир Панчевски, сигурно. Ама не сте слушнале за Бранко, например, Тасевски. Бранко Тасевски е обичен човек, непознат никому, кој одговара за дива градба на објект. Во свое место за подпорен зид за да спаси 10 куќи. И судењето трае. Ама Владимир Панчевски е председател на единица и е обвинет, односно се обидува да му подигнат обвинение за градба во сред центар на цел кат и е председател на суд. И разрешница се уште немаме. Тоа е политика во судството, тоа е двоен аршин, тоа е селективна правда. Вака за да разберат сите многу едноставно. За да не се трудиме да објаснуваме нешто што е многу јасно и многу чисто. Особено што има контрадикторни одлуки, контрадикторни потози кои јавноста ја збунува. Ако во една држава која сака и претендира да биде држава, со сите атрибути, судството мора да се тргне политиката од него. Судството очигледно е на стаклени нозе, на дно, не е во состојба само да ги одбие и тргне рацете на политиката од себе. Тоа ќе мораме онда ние да го направиме сите заедно, за да добиеме една правна сигурност. Дали е денес во прашање Заев или Груевски, утре ќе биде Звонко и Боби, Оливер и колегата, моето и вашето дете. Не го сакаме тоа. Јас сакам да имам држава во која ќе знам што го чека мојот клиент, ќе знам што ме чека мене, моето дете и петото поколение ако го прекрши законот. Али ќе знам дека тој закон важи за сите. И тогаш е математиката, она што го зборевме, многу едноставно. 2 плюс 2 ќе биде 4, ама за секого.
Но се уште сме во ситуација кога 2+2 за судството барем не е еднакво на она математичко равенство. Мораме да одиме со кратка пауза за реклами. Во продолжение потоа се враќаме со дилемата. Ќе има ли време СЕО да ги заврши сите предмети и што доколку до јуни, ако тоа се навистина крајните рокови, бидејќи и за тука има дилеми, што доколку тогаш не бидат поднесени соодветни обвиненија. Топ тема на ваша страна, вечерва посветена на дилемите околу специјалното јавно обвинителство, особено што во преговорите за формирање на новата влада кои што се во тек, дилемата дали продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство е реална потреба или политичка желба, се најде во средиштето на пазарот. Но пред да преминем на дебатата околу тоа треба или не продолжување на мандатот на специјалното обвинителство и дилемите што ќе се случи со мноштвото материјали доколку тоа не успее да ја заврши својата работа, односно да покрене обвиненија за сите прислушувани материјали, што веќе соопшти дека е невозможно. Пред да продолжиме со таа дебата, една кратка фактографија за тоа што досега има сработено и специјалното јавно обвинителство и кои се предизвиците пред него. Титаник, Тортура, Тврдина, ТНТ, Транспортер, Трезор, Топлик, Тендери, Таргет. Сите истраги кои досега ги поведе специјалното јавно обвинителство, најверојатно со намера започнуваат на буквата Т. Истражителите треба да преслушаат над 540.000 аудио фајлови од незаконското снимање и да прелистаат над 119.000 транскрипти од разговори и СМС пораки. Досега се отворени 38 предистражни постапки, од кои 16 произлегуваат од така наречените бомби, додека 22 предистражни постапки произлегуваат од необјавени снимки. Во февруари 2016 година СЕО го објави својот прв случај Титаник. Станува збор за истрага за изборни измами. Случајот се води против деветмина, а главни осомничени се поранешната министерка Гордана Јанкуловска, поранешниот министер за транспорт Милјана Киевски и секретарот на владата Кирил Божиновски. Се товарат за сериозни кривични дела. Во март 2016 година СЈО отвори нова истрага под името Тортура, која се однесува на апсењето на лидерот на партијата Обединети за Македонија и поранешен министер за внатрешни работи Љубе Бошковски. Поднесени се кривични пријави против 7 лица, меѓу нив 6 припадници на полициската единица Алфи. Прво осомничен е тогашниот директор на УБК Сашо Мијалков. Следен предмет е случајот Тврдина. Осомничени се двајца началници на УБК и екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Тие во 2015 година уништиле системи за следење на комуникации, нанесувајќи штета на државата од околу 10 милиони евра. Истите системи претходно биле користени за незаконско следење и прислушкување. Ова е еден од двата случаи за кој е поднесено обвинение. Истрагата со кодно име ТНТ беше отворена во април 2016 година. Се истражуваше незаконското уривање на комплексот Космос на бизнисменот Фијат Сановски. Иако првично беа аболицирани, сепак осомничени во овој случај се и екс-премиерот Никола Груевски, екс-министерот за транспорт и врски Милјана Киевски и актуелниот градоначалник на општината Гази Баба Тони Трајковски. Случајот Транспортер, најавен како најскапиот превоз за ученици во светот, кој го плаќал градот Битола, се води против градоначалникот Владимир Талевски и председателот на Комисијата за јавни набавки на општината. Според СЈО, тие нанеле штета на буџетот од околу 360.000 евра. Истрагата насловена како Трезор се води против раководни лица од УБК и раководно лице во МВР. Осомничени се за злоупотреби при набавки на опрема за потребите на петата управа на МВР. Наместо опремата да биде набавена директно од фирма од Велика Британија, договориле во име на МВР опремата да ја набави фирмата Финзи. Со злоупотреба на службената положба, тие го оштетиле буџетот за над 800.000 евра. Во изден во октомври СЈО отвори два предмета – Топлик и Тендери. Во првиот случај, осомничени се 6 вработени во Министерството за транспорт и врски. Тие се товарат дека со злоупотреба на службената должност го оштетиле буџетот за над 1 милион евра. Прво осомничен е поранешниот министер Милјана Киевски. Се истражува продажбата на градежната парцела за изградба на населбата Сончевград. Во вториот случај,
Првоосомничена е министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, како и тројца членови на Комисијата за јавни набавки во Министерството. Се товарат дека без тендер склучиле договор за дел од проектот Скопје 2014-та. Последната отворена истрага е предметот Таргет. Истрагата е насочена кон откривање на кој го нарачал масовното прислушкување на граѓани во земјава. Осомничени се десетмина кои незаконски следеле над 4000 телефонски броеви во периодот од 2008 до 2015 година. СЈО ги обелодени првите две обвиненија. Едниот за случајот Тврдина, а вториот за насилството пред протестите пред општина Центар во јуни 2013 година. Меѓу обвинетите за вториот случај и екс-премиерот Никола Груевски. Тоа беше Александар Манасиев со фактографијата за досегашната работа на специјалното јавно обвинителство, 9 истраги, 2 обвиненија. 540 аудиофајлови, од нив само 55.000 или нешто околу 12% до септември, според последниот извештај на специјалното јавно обвинителство, биле прегледани, на останатите и натаму се работи. И сега тука доаѓаме до две дилеми. Што ако не се успе прво да се преслушаат барем, а ако се преслушаат, знаеме дека е, ако се тоа за голем дел бар од она што го слушнавме од бомбите, станува збор за така наречени случаи на висока корупција, финансиски криминал, кој што е тешко да се докаже. Тоа е првата дилема. И втората дилема е околу тоа кои се всушност крајните рокови. И за тоа има различни толкувања, иако тој член 22 е релативно јасен и вели период не подолг од 18 месеци од денот на преземањето на предметите и материјалите во негова надлежност. Имаме една работа. СЈО ги превзема предметите, прво оние 20 и неколку предмети. 33, од кои прифати 31, ги презема, со решение ги презема на 4.12.2015. Тоа е од СЈО. Тоа е од СЈО. Од СЈО, извинувам, од обвинителството за организиран криминал. Или од другите обвинителства кои постапувале. Но материјалите за незаконско следење на комуникациите, колку што ја памтам, беше 30 декември или 30 декември 2015 година. Значи, добро ме служи памтење. Од моментот на превземање, членот 22 е многу јасен, 18 месеци треба да се произнесе со јавно обвинителска одлука. Дали ќе поднесе обвинение или ќе донесе решение за откажување од гонење или понатамошен прогон. Тоа е едната дилема. Што значи, за сите предмети роковите течат поединечно. За предметите кои се земени од обвинителствата према датумот на превземање 18 месеци. Значи 4 јуни 2014 е крајниот рок. Доколку се сите земени на 4.12.2015 година. Затоа што може да биде и дека се парцијално предавани во одреден временски интервал. Што значи за секој од предметите има 18 месеци. Што доколку не стигне до јуни да поднесе... Што е со снимките? Се смета 30 декември кога Заев ги предаде или 11 март 2016 кога специјалното јавно обвинителство по пописот состави записник што примило? Специјалното јавно обвинителство снимките ги прими на 30.12. Ги примило. А кога они интерно направиле записник и попис на приемот на списи, е нивна интерна работа. Они можеле тој записник да го прават 17 месеци. Не, само ги па да имаат уште месец значи, за снимките, најобемниот материјал, 540.000 аудиофајлови, над 130.000 страници, транскрипти и така натам, значи тогаш во таква ситуација крајниот рок е за снимките е 30 јуни, така е. 30 јуни. Доколку до тој период обвинителството искочи со јавно обвинителска одлука, дали ќе
продолжи гонење против било кој сторител на кривично дело кој произлегува од незаконското следење на комуникациите или ќе се откаже од кривичниот прогон. Тоа им е законска можност. При таква ситуација, проблемот не е тука ако обвинителството искочи со јавно обвинителска одлука. Дилемата треба да биде што ако не излезе што со тие материјали. Затоа што тогаш нема надлежност за понатамошно постапување специјалното обвинителство, а членот 5, став 5 тврди дека кога специјалното обвинителство од незаконски следењето на комуникации ќе утврди дека произлегуваат и други кривични дела, ќе ги предаде материјалите во редовното обвинителство за понатамошно постапување. Но тоа е едната дилема. Понатаму, доколку обвинителството не се продолжи рокот. Мандатот е 5 години. Рокот за поднесување. Затоа што постои реална дилема. Тоа обвинителство е и составено од со согласност на 4 политички партии кои во одреден временски период има мнозинство во парламентот, односно има најголем број представници во Собранието на Република Македонија. Сега таа слика е изместена. Дали сега треба да имаме други чинители? Затоа што ПДП е потписник на ДПА. Е потписник на договорот од Пржино, но сега БЕСА има поголема присутност на пратениците во собрание. Тука веќе навлегуваме од правните во политичките комбинаторики. Така е, јас само го читам она правно, дека тамо пишува 4 партии кои имаат најголем број представници во Собранието на Република Македонија. При таква ситуација ДПА сега не е тоа. Иако е потписник на договорот од Пржино јуни-јули 2014. Добро, јасно е дека е сега продолжувањето на роковите ставено на маса за Демократската унија за интеграција, тоа е еден од проблемите за ВМРО ДПМН. Не, доколку не се договорат. Ќе видиме што ќе се случи. Не сметам дека искрено дека крајниот рок е 30 јуни 2017 година. Сметам дека рокот е многу подолг, затоа што за мене овој член не представува нека правна празнина. Сметам дека не постојат правни празнини, има само добри и лоши правници. Тука овој член е малце стран за нашиот правен систем, оперира со еден термин покренување на обвинение. И вели од 18 месеци од моментот кога ќе ги преземат предметите и материјалите во нивна надлежност. Да. Никаде законот не дава дефиниција што подразбира прво под материјали. Дава што представува незаконско следење на комуникациите од 2008-2015 година. Меѓутоа вели материјалите, значи се мисли дека сите материјали кои што постојат. Ние имавме спекулации колку материјали се предадени, дали се 1 милион разговори, дали се 500.000 разговори. Утре ако некој донесе уште 100.000 разговори у СЈО, 18 месеци за тие 100.000 разговори. Предметите кои се преземени во нивна надлежност, кој ни гарантира дека само тие предмети? Ние немаме крајен рок дека предметите преземени до не знам 1 јануари 2016 година. Но добро, чекајте сега. Имаше примо предавање, Марко Зврлевски излезе 33 предмети. Катица Јанева има донесена одлука на 4.12.2015 во која што ја формира својата надлежност. Меѓутоа, членот 11 установува надлежност на 31 предмета, 3 му ги враќа назад. Меѓутоа, членот 11 дозволува дискреционо право за специјалната јавна обвинителка да каже за кој предмет самата е надлежна. Она не е ограничено до кој рок ќе се произнесе за кој предмет самата смета дека е надлежна. Се дека има таа мандат, таа може последниот ден мандатот да каже дека јас имам надлежност на тој предмет. Од тогаш 8 дена. Од тој ќе го дадат предметот 18 месеци. Ама тогаш доаѓате у конфликт меѓу двата члена. Тој 22 и ова сега ќе. Нема конфликт, никаков конфликт нема на членовите. Едноставно имаме рестриктивно толкување на членовите да ние пробаме да кажеме дека се што имаме сега моментално дадено тоа е тоа и сите предмети што ги преземале се тие предмети, нема нови предмети. Едноставно СЈО може да каже дека смета дека е надлежен за некој нов предмет кој што моментално не е побарала надлежност. Ме разбирате? Нема рок до кога треба да каже СЈО за кој предмет се смета за надлежен. Држи. Значи и тоа извинете само, немој да мислите дека јас сметам лично како СДСМ како политичка партија која што ги предава овие предмети, овие разговори, сметам дека имаат барем 5 души кои што може да го протолкуваат малку поекстензивно овој член да ги држат некои разговори, никој не ги обрзува да ги предадат. Наеднаш.
Не, факт е дека има право колегата, затоа што од преземањето на материјалите. Да. А што се материјали никој не... Големо прашање и тука има право што е материјалите. Добро, ние обтакнуваме од таа недореченост. ситуација кои се материјалите, ние знаеме дека се материјалите предадени и веруваме на тоа што Незаконското господин Заев го следење на рекол дека ги комуникации. предал сите материјали. Материјалите на кои се регистрирани и забележани, Заев ги предаде на 30 декември 2015. Ама не знаеме дали се сите материјали. Точно. Не, зборам вака. За тие материјали. За тие материјали. Крајниот рок е 30 јуни 2016. Неспорно. Што ако обвинителството влезе во ОБК, Извеше 300 открие разговори. уште 300 разговори. 30.000 разговори, Нови од кога 18 месеци. тече рокот? Во тие 18 месеци влегуваат, значи од моментот на превземање на материјалите во рокот од 5 години за кој е формирано обвинителството. Дека Само тоа е творците на овој член 22 се дечки што далеку подобро трчаат оваа игра од некои наши правници, ме разбирате. Не знам кој е систематски направен, кој го пишувал овој член, меѓутоа оваа номотехника, начин на пишување на тој член е перфектно изведена да рокот на крај се поклопи со рокот на постоење на јавното обвинителство од 5 години. Во тоа ве уверувам. Дел се согласуваме околу роковите, да, и зависно кога ќе течат и кога ќе се преземат материјалите, друго е овде проблем. Очигледно е политиката длабоко навлезена во село ова, па има надмудрување и сега веќе желба на едните да постои СЕО, на другите да не постои СЕО, што нас би требало да не интересира. Еден голем маса, огромна маса на материјали кои покажуваат и даваат, еве нека се индици, даваат сомневање за определени состојби, определени поведенија, кои што можеби ја уривале, ја подривале комплетно и нашиот правен систем и државата. Што со тие материјали кои ќе останат непрегледани? Дали сме ние спремни како држава да се откажеме од вистината и правдата, или сакаме вистината и правдата да ги утврдиме, какви и да се. Значи, ние не тврдиме како адвокати дека е некој априори виновен или е невин. Едноставно тоа се индици, дајте можност и време да се потврдат или отфрлат сомневањата низ една нормална правна постапка и едно за секојаш да почнеме од нула и да бидеме мирни и да кажеме се ова што се случуваше е санкционирано и има виновници и има луѓе кои не се виновни за тоа и да почнеме од нула да го градиме нашиот систем. Или едноставно се утврди дека во таа постапка нема виновен за било кое кривично дело кое треба се гони по службена должност. Така ќе дојдеме во ситуација да на вистина, на здрави темели, почнеме да го градиме нашиот правен систем. Ако на трули темели, на политички пазарења, на правни надмудрувања, кои не се добри за една држава која претендира да биде правна држава. Но сето тоа што вие велите не треба да го има, го има. Значи, напротив, се темели на тоа и од тука произлегуваат дилемите. Ако вие имате 540.000 аудиофајла, ако имате изјава од обвинителството и пресметки според досегашното, дека на нив им требаат најмалку 12 месеци, 18 месеци само да ги преслушаат, за да утврдат дали има таму елементи, па да покренат предистражна, па да стигнат до истражна постапка. Тоа е една огромна постапка. Што правиме? Еве, завршуваат тие 18 месеци, да кажеме ќе останеме еве на оваа бројка на истраги или еве ќе стигнеме до 50. Меѓутоа ќе поминат и 5 години и ќе дојдеме до ситуација во која што јавното обвинителство ќе излезе и ќе каже јас досега преслушав само 50% или 20% од материјалите. Што се случува со другите? Не мога да сум тужител тоа што тогаш престанува законот за специјалното обвинителство престанува да важи, пошто е современа рамка, доколку собранието по согласност на политичките партии не донесе одлука за негово продолжување. Оно што го кажав, ако не постои политичка волја да ја утврдиме вистината и да почнеме државата да ја градиме на здравни основи, без да го направиме тоа и ги ставиме ли под килим непреслушаните разговори,
без да утврдиме дали има или нема виновник. Не бараме ние нечива глава, ние викаме луѓе дајте да утврдиме еднаш за секојаш да нема шпекулации. До тогаш ние здрави темели нема да имаме. Таа е работа, дозволите да завршам, тоа е работа на политичарите. Се извирам, нема индици за тоа, бидејќи не го заборавајте фактот на забелешките на Венецијанската комисија на законот за приватност, која што напротив инсистираше да се овозможи достапност за јавноста и за тие снимки кои што не се објавени. Бидејќи на тој начин имаме индиции за при нивно објавување би имале индиции за корупција, ако е тоа случај на висока корупција, сега да не ги цитираме законите, и за него се прети казна од најмалку 5 години, тоа кривично дело не застарува во рок од 10 години. Кој вика дека некој друг нема да покрене? Меѓутоа, ако јавноста воопшто не ги слушне, тога сите овие можности кои ги дава законот паѓаат во вода. Јасно е, но пак ќе ви кажам, вие гледате од сегашниот миг. Сегашниот миг и пред година и пол и 2 години не е исто. Се предвижија многу работи. Свеста кај луѓето многу порасна, дури и некои судии се одважија. Немојте да мислите дека тој миг и понатаму не трае и не се движи. Едноставно чувството кај луѓето, кај судиите се одважија да прозберат и да кажат дека има проблеми. Немојте да мислите дека нема и други луѓе да се одважат и да побараат на вистина да се утврди вистината. На вистина на здрави темели да ги... Многу луѓе се осмелија. Многу луѓе почнаа да зборуваат во последно време. Конкретно, со предлози. Ние често пати предлагаме многу работи. Не сакаме едноставно вакви решенија ад хок, каде што ќе се напише закон од 20 на члена. Треба добро да се седне, да се размисли. И ова може и да се доработи, и да се преработи, и ќе има притисок тука и на јавноста. Нека се стави дека важноста на СЈО ќе функционира дека настапи апсолутна застареност на делата. Не може. Зошто да не може? Кое е решението за ситуација кога од објективни причини обвинителството можеби нема, специјалното обвинителство нема да биде во можност ниту да ги преслуша, а не може да ги објави, бидејќи не се прифаќаат ни оние сугестии на Венецијанската комисија да бидат достапни за јавност. Единствено нешто што ја гледам како решение на ова е измени и дополнување на законот за обвинителството за гонење на кривични дела кои произлегуваат или би произлегле од прислушуваните материјали. Во контекст? Во контекст на многу работи. Прво, на предвидените рокови. Второ, во делот на пренесување на надлежноста при евентуално истекот на рокот на важење на законот. Добро, каде му забранува на јавниот обвинител на Република Македонија презема било кое дејство? Нигде. Нигде. А каде и дозволува на госпоѓата Јанева да ги даде материјалите од своја надлежност? Не забранува никаде. Па не ни дозволува. Али не ни забранува. И све оно што не е забрането е дозволено. Ама ни треба јавен обвинител на Република Македонија како што треба. Чекај, а што ќе биде тога? Дека тогаш ќе биде по волја и желба на госпоѓата специјална обвинителка да обвинителството Гевгелија биде надлежно за предметите? Апсолутно не. Ако не го пропишеме децидно и јасно, можеме да се играме со обвинителство. Јас сакам ова сега Кичево да го води. Не. Работава. Да ме извинат колегите од обвинителството кои ги спомнав, ама тоа е... Апсолутно не е така и тоа е карикирање на работата. Многу лесно јавниот обвинител може да ги делегира предметите ако утврди дека постојат кривични дела. До сега го правише тоа, ама онака како што му одговара, а не согласно законот. Постојат многу можности оваа материја да се разреши. Само треба волја. Само треба волја и писмени правници. Јакимовски. Па мислам дека решението од кое што треба да се проложи важноста на специјалното јавно обвинителство по пат на измени и дополнување е малку деликатно уредено затоа што велика може да се продолжи само за по една година. Тоа е исто проблематично. Сметам дека треба да се донесе целосна измена која што ќе го врзе траењето на специјалното јавно обвинителство со застареноста на кривичните дела кои што произлегуваат од бомбите. Тоа некој може да делува како нелогично решение, меѓутоа тоа представува воспоставување на стварна надлежност на самото обвинителство за секој кривично дело, посебно кое што е резултат на веќе добиени сознанија од страна на незаконски следените комуникации, и тоа може да трае прилично долго време.
Тука одиме со уште една пауза за реклами, а потоа продолжуваме со завршните заклучоци. Во завршница сме на вечерашната топ тема на ваша страна. Дебатата продолжи во паузата за реклами со многу интересни согледувања дури и околу тоа застареноста на кривичните дела, за кои кривични дела, колкав период се однесува и така натаму. Завршниот круг би го почнал од вас, Јакимовски. Во овој момент вечерва, кога дискутираме, јасна е политичката поларизираност. Оценките на ВМРО ДПМН, која е еден од подписниците, креаторите на овој закон, го гласаше во собранието, сега е со јасен став дека СЈО е продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз и пореално е да се очекува дека ако повторно формира влада би направила се тоа да биде обструирано, дури и не знам, може би укинато, да се би согласно таквиот политички став, отколку да оди во насока на оно што вие го говорите вечерва, дека мандатот треба да се продолжи. Но што, како да се одвои политиката од реалната потреба Македонија да расчисти? Видете, кога во самиот закон имате ставено дека е законот резултат на договор меѓу 4 политички партии, вие политиката од правото во оваа ситуација не може да тргнете никако. Не само што ВМРО ќе прави обструкции кон СЈО ако формира влада, туку исто тоа ќе има обструкции во однос на продолжување на мандатот затоа што без ВМРО нема двотретинско мнозинство. Кој god да направи влада денес, СЈО се наоѓа пред сериозен предизвик како понатаму. Политичка волја од страна или на едната или на другата македонска партија, која што се најголеми партии СДСМ и ВМРО, правната судбина на СЈО виси на конец се додека нема консензус помеѓу тие две политички партии. Тука имаме уште една контрадикторност. Тука е иницијативата за оценка на уставноста која што е во ФИОКа. За тоа пишував доста изразената волја на партиите во тој прженски договор дека доколку дојде до такво нешто, дека тие ќе донесат нов закон, меѓутоа тоа сега е доведено во прашање. За тоа и пишував и говорев доста во јавноста дека уставноста на СЈО треба се толкува од аспект на волјата на законодавецот. Значи, за тие што не знаат, во Македонија надлежен за донесување на уставот и на законите е еден ист орган, тоа е Собранието на Република Македонија. Овој закон беше донесен со толкаво мнозинство на пратеници, да едноставно ако сигурно дека законодавецот немал намера да донесе закон за понатаму некој да му го укина на него. Го донесо такаво мнозинство на гласови кои што го имал. Законодавецот никогаш не носи такви закони. Значи, го донесо такаво мнозинство на гласови од пратениците што овозможува лагано, значи смирено се го смени уставот доколку сака. Значи треба да се направи уставно конформно толкување на законот за специјално јавно обвинителство, кој што треба да представува една интегрална измена и на тоа под предпоставка на согласност на сите 4 страни кои што во моментот ја немаме. Значи треба да се толкува во насока на тоа дека доколку се сметало дека тој закон е проблематичен од аспект на уставноста во однос на одребите на Уставот на Република Македонија, дека ако тоа било пречка самата уставност, законодавецот во моментот имал потреба мнозинство да направи промена на уставот. Затоа треба да се смета дека овој закон нема спротивност со уставот, ме разбирате? Значи тоа е основно толкување како треба да се толкува овој закон. Вуксановиќ, јасно е дека нема време, дека обвинителството реално да го сработи тоа што би требало да го сработи, меѓутоа како во ова веќе крајно поларизирана политичка ситуација и крајно екстремно поларизирано толкување на работата на СЈО да се одвојат? Тука не ви треба прашање до адвокатите, ви треба прашање до политичарите. Они сепак си решаваат. Политичарите ќе си донесат такви пишува закон. Но вие адвокатите сте тие кои што цело време зборувате за таа потреба од ресетирање на правото и на правдата и на системот и затоа барам и некогаш можеби и вашите совети ќе допрат до политичарите. Адвокатите се секаде во светот, па се надеваме во Македонија, движечка стила околу правото и правдата. Секогаш се залагаат за право и правда. Овде ниту правото, ниту правдата е во игра. Самиот закон ви вика, донесен е врз база на согласност на 4 политички партии. И секоја негова измена и дополнение треба да има, или разрешување чак на специјалниот обвинител, треба да има постигната согласност на 4 партии.
секое понатамошно постапување по тој закон ќе ги усогласат политичарите своите ставови. Ние правниците само го спроведуваме законот кој ќе биде донесен. Од Радбрух навака и најлошиот закон мора да биде почитуван. Да видиш? Јас сум многу поголем оптимиста, како и секојаш. Едно во животот сум научил, животот е едно чудо и секојаш го наоѓа својот пат. Верувале ви или не. И ѓаволот секојаш доаѓа по своето. Многу од работите кои денес се случуваат беа незамисливи. Се случуваат. И тоа на подобро. Очекувам дека луѓето, народот во Република Македонија се длабоко заинтересирани да ја утврдат вистината и да почнат еден нормален живот во една европска Македонија. Мислам дека тој ќе ги предизвика понатаму промените, а и политичките придвижувања. Она што ние треба да го направиме е еднаш за секојаш правниот систем да го заштитиме од политиката. И тука многу работи, многу конкретни работи сме предлагале, од постоење и начин на формирање на новиот судски совет, па се до изборот на судиите. Али тоа во некоја друга прилика. Верувам дека специјалното јавно обвинителство веќе ја врза својата судбина како и народот со него. По прашање на вистината за изминативе години. Така да мислам ќе има длабоко влијание на понатамошните движења во општеството, без оглед на рокот. Ви благодарам на тројцата што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше вечерашното понеделничко издание на Топ тема на ваша страна. Под овој наслов и во овој формат се гледаме и во среда со Снежана Лупевска, во петок повторно со мене, а утре во Топ тема со вас е Александар Чомски.